Што се однесува до третото прашање за пионерски дом, општина Куманово до сега има поднесено 6 иницијативи пред надлежното Министерство за труд и социјална политика во делот на онаа што значи предавање на овој објект во собственост на општина Куманово. Во сите 6 иницијативи бевме одбиени. Последниот разговор со заменик министерот во ова ресорно министерство е дека постои политичка волја во оваа министерство овој објект да ни се предостапи за да можеме истиот првично да го исчистиме, потоа физички да го заштитиме, да го оградиме, за да не влегуваат во објектот трети лица неосновано внатре, и дополнително да изработиме целосна техничка документација за реконструкција на истиот. Проблем со овој објект се јавува затоа што во објектот веќе еден дел на објектот имате изградено или реконструирано и доградено простории, каде што во моментов истиве ги користи детска градинка Ангел Шајче, но од друга страна не постои ниту еден законски основ истиот тој објект да се впише во имот на општина Куманово и Ангел Шајче, затоа што истиот објект има намена образование, а не социјална и детска заштита согласно генералниот урбанистички план. Што значи тој проект кога е реализиран своевремено е прекршен законот, но за жал како и за многу други работи никој до сега за такво нешто не одговарал и факт е дека при изведување на градежните работи во тој објект од страна на X фирми кои што работеа на тој проект, самиот објект беше внатре и во делот на затоплувањето, радиаторите и целата техника едноставно разнесен или, како што би кажале граѓаните, целосно уништен, демолиран, беа исечени сите тие компоненти и продадени за старо железо. Од страна на општина Куманово тогаш се интервенираше во МВР, за жал немаше преземено никаква активност во тој временски период, затоа што очигледно дека тогаш власта ги штитеше тие структури. Онаа што ние како општина Куманово во моментов го превземаме е да се стекнеме со право да влеземе во тој објект, бидејќи верувајте ми дека и сега кога ќе пуштиме и ќе дадеме налог на јавно предпријатие Чистота и Зеленило истиот објект да го исчисти и да го среди, тоа е неосновано и е спротивно на законот и во тој случај ресорното министерство или тој кој што располага со истото може да поведе постапка против општина Куманово за узурпирање на право на владение. Значи, од момент кога ќе имаме право на владение, ние ќе спроведеме цела постапка, ќе изготвиме документации како што за многу проекти најдовме пари и во државата и кај странските донатори, исто така на тој начин ќе бараме или странски донатор или пак дефинитивно ќе се обратиме кај владата да обезбедиме средства за реконструкција на истиот, кој што нема да биде и да се користи за детска и социјална заштита во целост, кој истиот ќе исполни својата основна намена, а тоа е во делот на образовниот процес или дополнителното формално, тоест неформално образование.